Денеска сакам да зборувам малку за колку е важно човекот да биде јак. Ама ќе објаснам како човекот да биде јак. Затоа што кога ќе речеме човек да биде јак, има многу дефиниции на јак, ама човек кој што има сила, ајде да речеме не сила во негативен контекст, да речеме, нели, као ќе рече некој овој примени сила, ваква сила, онаква сила, не мислам, вечерва не мислам на сила како нешто што е негативно, него под сила вечерва подразбирам баш нешто што е позитивно. Затоа што силата е позитивна секогаш, само што кај ќе биде и како ќе биде насочена, тоа зависи до индивидуата и зависи до неговата етика, од неговата умствена состојба и така натаму. Така да, човекот може да ја користи силата за добро или може да ја користи силата за лоша, но ја мислам дека човекот се плаши да има сила, затоа што некојаш си мисли дека ќе ја злоупотреби, затоа што некојаш можеби и не си верува себе си со силата која што ќе ја има или што ќе ја стекне на човекот. Мислам дека можеби и се плаши од сопствената сила или се плаши од сопствената големина или се плаши од сопствената енергија и моќ, затоа што замислете сите тие кочници што човекот ги има во ума кога ги нема. Сека што ќе направи со себе, што ќе направи со таа енергија, што ќе направи со таа сила, да не сгреши, да не утне работа. А ние сега кога сме добри како битие, па можеби не сакаме да утнеме работа, не сакаме да му погрешиме никого. И човекот е ретко кога сака да користи моќ или да има моќ или да има сила, ама силата и моќта се одржуваат само кога ги користиме за убаво. Кога моќта и силата човекот ги користи за неубаво, тие почнува да се губат. Значи моќта и силата, ако човекот ги користи за нешто што е негативно, он ќе изгуби моќта, тој човек ќе изгуби и силата. Така да, кога човекот користи сила за погрешно, не е добро. Кога користи моќ за погрешно, не е добро. Ако користи сила, енергија и моќ за добро, ја има. Сега, што ми е поентата? Гледайте, кога човекот ќе собере сила, он помалку мисли или помалку премислува и помалку се колеба. Поради тоа што, гледайте, ако човек ја има таа јачина, дури ајде да земеме сила наједноставен пример, ќе отидете во теретана. И теретана, што правите, вие користите тегови да развиете енергија, да развиете сила. И кога ќе добие човекот таа енергија или таа сила, она што се случува, нели, кога ќе искористи таа енергија или таа сила, тој човек после тоа помалку мисли. Зошто помалку мисли? Поради тоа што е јак, поради тоа што има јачина, поради тоа што има енергија, поради тоа што има сила. Човек кој што нема сила и не е свесен за својата сила, он има тенденција повеќе да се колеба и повеќе да мисли и да премислува. Ама кога човекот ќе собере сила, не го прави тоа. Еве, направете обид. Вие што можете, не знам кои колку години има и како и да е, но секој следствено на неговата состојба. Ако почне да вежба, или ако почне да, еве, некој млад човек, средни години отиде во теретана и така натаму и он почне да гради сила и да гради јачина, ќе има тенденција помалку да мисли. Зошто? Па поради тоа што силата предизвикува стишување на умот, затоа што силата е самодовербата. Што е самодоверба? Самодовербата е сила. Самодовербата е свесност на човекот за неговата сила. Зашто кога човекот има самодоверба, он уствари ја има силата. Поради тоа што самодовербата е заклучок дека човекот може. Знаете, што е самодоверба? Заклучок дека човекот може. Може. Не самодовербата, несигурноста, колебливоста е сомнеш дали човекот може. Гледате, што е несигурноста? Не е сигурен дали може. Се сомнева дали ќе успее. Не е 100% на чисто дека ќе го постигне тоа што го зацртал. А самодовербата е сигурност или свесност или пак мислење дека може и е нешто што е позитивно. Несигурноста е негативно, поради тоа што е повеќе во насока на не знае, не може и не е сигурен дали. Така, се гледате. Во Америка има еден многу убав термин, се вика power of choice или моќ на избор, ке нас е преведено. Моќ на избор. Power of choice, значи моќ на избор. Секој човек има моќ на избор. Ова ќе го правиш, сакаш вамо да отидеш, не икаш, сакаш вамо да отидеш, сакаш, окей, имаш моќ на избор. Каде сакаш, таму. Добро, имаш моќ на избор. Но зборот power of choice можете да го преведете или моќ од избор.
Не моќ на избор, него моќ од избор. Друг контекст е, моќ од избор. Човекот кој ќе избере, со други зборови, кој ќе одлучи и кој ќе тргне во даден правец, он добива моќ. Во тој момент ја добива моќта, кој ќе направи избор. Ако човекот не направи избор и не тргне, он ја нема моќта. Силата доаѓа од одлука и акција. Кога човекот ќе преземе одлука и акција, он добива сила. Он добива енергија. И гледате, се додека човекот не одлучи и не преземе акција, он мисли и почнува се колеба. Во моментот кога ќе човекот донесе одлука и ќе превземе акција, она што резултира е сила, тоест резултира во енергија. И таа енергија станува заразна. Таа енергија која што вие имате, ви го стишува вашиот ум. Кога ќе го постигнете тоа што сте го зацртале, уште повеќе се зголемува вашата сила, зашто човекот кога ќе комплетира нешто, кога ќе заврши нешто кое што го почнал, самото завршување на работите и постигнување на работите му прават дополнителна самодоверба, енергија и сила. Наједноставен начин како да се чувствувате појаки, земете завршите работи по дома. Исчисти садови, усисај, исчисти куќа, избриши прашина, отиди во шопинг, отиди да купиш тоа што си сакал да го купиш. Иди ги купи ги тие цвеќињата што се тераш, не знам дали да ги купиш, дали да не ги купиш, купи ги. И така натаму. Што се случува кога човекот ќе го постигне тоа што го зацртал? Он генерира умствена сила. И гледате, таа умствена сила го стишува размислувањето и ја намалува колебливоста, поради тоа што човекот е во движење, човекот е во акција и човекот е во комплетирање на нештата. Размислете, секојаш кога имате сила, умот помалку го користите, поради тоа што одлучувате дека знаете и можете. Кога човекот има одлука дека знае и може, он не користи да мисли ум, него користи акција и го користи умот да најде решенија за препреките. Он не го користи умот да се колеба, може, не може, кои му се последиците, мери, премерува, пресметува, кај нај звика 3 пати мери еднаш сечи, тој не зезнал сите, 3 пати мери еднаш сечи, тој е ајде да наречам најголемата глупост, ама ако мери човекот 3 пати, он ќе мери 4 пати, ќе мери 5 пати, ќе се претвори во мерач. Ја не викам човекот да не процени, да не изанализира. Но имате луѓе што анализираат по 100 пати на ден. Само анализа се. Зашто? Затоа што не се сигурни. Човек што е сигурен и човек кој што има сила и човек кој што има моќ, он не мисли поради тоа што знае. Он одлучи да иде у маркет, не му ја мисли 2 пати. Ама ако немате енергија или ако не сте на висока енергија, што се случува? Бе, да идеш, да не идеш, па чекај, може утре, може не треба, па се лажеш себе си, па кога ќе идеш и така натаму, но ствари не сеќаш дека ако само отидеш и го направиш, тоа ќе имаш уште повеќе енергија. Затоа што гледате, енергијата се ствара која ја трошите. Коуч Диков, ако не следи поздрав, убаво има кажано, кога човекот троши енергија, он ја создава, барем кај негова го слушав, може и друго кажало, ама вистина, тоа е очигледна вистина. Така да гледате, ако човекот ја дава енергијата на нешто, на некоја цел, он ја ствара енергијата. Ако ти не ја даваш твојата енергија на ништо, на ниедна цел, ти ја трошиш енергијата. Гледате, тие луѓе што не прават ништо денеска, тие најмногу мислат, тие се цело време во умот. И го живеат животот со ум, не го живеат животот со душа. Гледате, морате да го живеете животот и со душа, и со ум, ама не премногу со ум, поради тоа што ако ти цело време мислиш, цело време си ум, цело време анализираш, цело време нешто обмислуваш, уствари кочниците во твојот ум ти работат. Сега, како тие негативни концепти во нашиот ум се ствараат? Гледате, наједноставно. Прво, имаме еден тип на невидлива, односно видлива сила. Ајде да речеме, имате некоја ситуација каде што имате некој дете тренирало, што и да е некој спорт, имал некој негативен тренер. И тој негативен тренер цело време му викал, не те бива за никаде си ваков, си не го пуштал да игра. Е се таа била видлива сила. Гледате, тоа е видлива сила, не физичка сила. Енергија која што идела контра него, ајде така да кажем. Да, он добил сила некоја енергија од неговиот тренер, кој што го стопирал. Но тоа било кога тој имал 16 години. Ама гледате, он сега уште не се пушта да игра играта на животот, затоа што сега он се станал собствениот негативен тренер. Зашто ние тие умствени сили во нас ги чувствуваме, само после стануваат невидливи. Гледате, имате некоја ситуација каде еден човек бил стопиран од, не знам, можеби
од некој од околината, бил стопиран од не знам друг, од тренерот, бил стопиран од сопругата, сопругата била стопирана од мажот, биле стопирани не знам од шефовите и така натаму. Цело време бил стопиран. Сега таа стила која што е видлива низ животот, колку пати ве стопирале, многу. Сега таа видлива сила станува полека невидлива сила. Таа сила е внездена во нашиот ум и станува невидлива поради тоа што е во нашата меморија. Сега што те кочи? Тебе те кочи мислата дека не можеш, дека не знаеш, дека не си добар. Ама тоа се сите тие сили кои што ги собрал човекот врз база на неговото живење и постоење во контакт со разни стопери. И сега тие стопови кои што биле видливи во неговиот живот, станале сега невидливи стопови во неговите негативни мисли. Не може, не го бива, не е убаво, не е добро, што ако, а што ако ова. Гледате, сето тоа се тие насобрани сили кои што него го стопирале во текот на неговиот живот и постоење. Сега тие негативни невидливи сили, има многу ова книга, се вика Дианетика од филозофот Хабард, и има начин како човекот да ги избрише тие невидливи негативни сили кои што влијаат и кои што работат и го саботираат него, а се наоѓаат во неговиот ум. Зашто има техника како човекот да ги избрише тие негативни сили. Но човекот има прво видливи сили во околината, тренеров, околината, било кој, да не спомнувам, именувам релации и така натаму, може да биде татко, може да биде мајка, може да биде сестра, може да биде брат, кој да го кочел како сила. Гледате, ако некој ви дава ветар у грб, он ви дава сила во насока на цело. Ама ако имате вие постојано нешто што иде контра вас, во околината, вие имате сила која што иде контра вас, имате стоп. Сега тие сили се гнездуваат во умот и прво се видливи, затоа што знаете од каде ви доаѓа стопот, после заборавате на нив, мајката, таткото умреле, не знам, тие што го стопирале умреле и така натаму, тие се уште во неговиот ум, само што не се видлива сила, него станале невидлива сила, поради тоа што он го сменил концептот на неговото постоење, поради тоа што врз база на тие невидливи сили донел заклучок. Гледате, ако он одбил да биде стопиран, он немало да ги има тие невидливи сили. Ама луѓето прифаќаат да бидат стопирани. И кога човекот заклучува дека не може, не го бива, не е добро, ето што се случува. Он со врз база на тој заклучок сега действува, поради тоа што заклучокот на човекот станува факт во неговиот универзум. Заклучокот на човекот станува факт во неговиот универзум. Ако човекот заклучи негативно, он сега почнува сам да се стопира. Гледате, имало негативни сили. Тие негативни сили работеле контра него во неговата околина. Тоа било овие љути луѓе, антагонистични, некои кои што биле во омраза, некои што го сакале да го стопираат. И што се случува? Он подлегнува на тие сили, почнува да носи негативни заклучоци. Сега после негативните заклучоци се таа невидлива сила која што него го стопира. Но он го донал тој негативен заклучок врз база на некое действие што имало контра него. И он сега има негативен заклучок. Или, заради тоа што не сака да носи одлука, она што се случува, почнува да доделува одлуки на други луѓе. Зашто доделува одлуки на други луѓе? Поради тоа што не ќе да има одговорност. Затоа што секоја преземена одговорност и одлука е одговорност. Сега не ќе да донесе одлука за да нема одговорност, за да нема акција, зашто не биде критикуван, за него се појави таа контрасила. Гледате, кога имате некои луѓе кои што се критичари околу него, гледате, имате контрасили. Бум, секоја критика, контрасила, стоп. И он што донесува заклучок? Глуп заклучок. Нема да одлучува. Видите, и да не одлучише заклучок, он заклучил дека нема да одлучува. Зашто не одлучува? Не одлучува за да не биде каран, да не биде критикуван, да не направи грешка. Не носи одлука. Кој носи одлука? Околината. Тато, мама, жена му, девојката. Он не може да состави дуксер со фармерки, а да не ја праша девојка му дал добро изгледа. Камо ли патики? Гледате, мајката мора да донесе одлука дал он добро изгледа. Он не може да донесе одлука, затоа што е научен сега друг да одлучува за него. И кога друг одлучува за него, он ја нема потисната сила, он ја нема одлуката за да бутне кон животот. И што се случува? Животот бутка кон него. Ама он не бутка. Зашто? Поради тоа што не ќе да носи одлука. Зашто? За да не биде крив.
Зашто? Затоа што го критикуваат, за да не дое таа контрасила. Зашто никој нема убаво дискуси, емоција што иде контра вас. Емоција што иде контра вас. Љутина, кај сгреши бе, глуп си, за никаде си, не те бива, абе за ништо не те бива. Абе колку си неспособен. Кој ја сака таа контрасила, никој не ја сака таа контрасила, никој не ја сака таа негативна емоција што иде контра вас. И он за да нема таа емоција што иде контра него, да нема таква негативна комуникација што иде контра него, он вика нема да одлучува. И кога човекот вели дека нема да одлучува, он на некој начин носи одлука. И неговата одлука е да не одлучи. Ати се има проблем. Затоа што одлучуваат сите други за него. Има убав цитат од филозофот Хабард, вика самодовербата не е ништо повеќе отколку верба во сопствената способност да одлучуваш и во сопствените одлуки. Сега ако човекот не може да носи одлуки, он не може да има самодоверба. Што значи не може да има сила, што значи ќе размишља. Што реков? Самодовербата е сила, и ако човекот не носи одлуки, он нема самодоверба и нема сила и нема акција. Некојаш човекот ќе донесе одлука, ама не ја донел јака одлука. И он додека тргне во акција, веќе негативната мисла од тој подсвесен реактивен ум, кај што се собрани сите тие негативни сили, од тој реактивен ум почнува да делува, почнува да му вика не иди таму, немој, не те бива, не си добар. И он се себе саботира. Он донел одлука, оставил време додека не ја направи акцијата, ама колку повеќе време остава до акцијата, толку повеќе негативни мисли му доаѓаат од тој простор, односно у тој период додека не направи акција. Затоа што гледате, акцијата е таа сила која што ти ја демонстрираш, акцијата. Во што се мери силата? Во акцијата. Ти ако немаш акција, немаш сила. Силата не е во твојата одлука само. Одлуката е почетокот на силата. Ти носиш одлука за да го придвижиш телото, и кога ќе носиш одлуката за да го придвижиш телото, ти уствари генерираш сила. И генерираш енергија. И ако не ја ствариш таа сила и енергија, она што ќе почнеш да правиш и ќе почнеш да мислиш, премислуваш, овертинкнуваш, цело време си збунет и си у конфузија. Зошто? Поради тоа што не носиш одлука. Ама да не сгрешиш. Па добро, на некој начин и ако сгрешиш, ќе сватиш дека си е утнал работата, коригирај го тоа. Ама ти си цело време ако стоиш на место, не ти е забавен животот, поради тоа што сега си станал тој невидливиот тренер, односно сите стопери во твојот живот се станале тој невидлив тренер кој што ти вика немаш да играш. На уствари ти сам си викаш немаш да играш, ти више немаш тренер, ти си тренерот, ама ти како твој тренер не се веруваш на себе и не се пушташ да играш во играта на животот. Зашто? Мислиш дека не ти вика, дека не си добар, дека не знаеш. Ти како таков тренер на сам себе, ако ти како тренер на сам себе не се пуштиш во играта на животот, гледате, чудно е ова. Ние сме си тренерите, не си веруваме на сами себе. Па каков тренер сме? Каков тренер сме? Не се веруваме на сами себе. Сега, го нема тој тренерот што не пуштал. Да играме. Нема никој. Сам си. Ама сега, тие невидливи стопови, кои што фактички ти се случиле во животот и станале сега невидливи, зашто се само во твојот ум, се уште брмчат во твојата глава и ти викаат немој. 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 Ете, целата идеја е дека ако човекот цело време сака да е по страна на аутлинијата и само гледа во играта на животот, он станува публика. Ама ти за да бидеш дел од животот, ти мора да бидеш во ко-креаторство со животот. Значи мора да имаш акција. Гледате, одговорноста е поврзана со акција. Одговорноста не е поврзана со мисла. Некој ќе рече помислив тој и тоа да не му сгрешил, но тој не сум му сгрешил. Ти мисла имаш. Мислата не е одговорност. Нема закон каде ши човеков помисел негативно. Човек треба да донесе последици. Нема таков закон. Гледате, одговорност и неодговорност е поврзано со акција. Ако правиш негативна акција, имаш неодговорност. Ако правиш позитивна акција, имаш позитивна одговорност. Ти мислиш што сакаш да мислиш, она што се важи во играта на животот е која акција правиш. Правиш акција или не правиш акција, прашањето. Зашто ти можеш да мислиш по цел ден. Може тоа ти интересно, си жонглираш од глава. Ама убавината на животот која твојата мисла ќе ја преточиш во насочена енергија, што се вика акција. Акцијата е насочена енергија врз база на некоја цел.
Ако немаш цел, можеш да имаш акција, се шуткаш лево десно, ама ништо не постигнуваш. Ама гледате, кога човекот постигнува тоа што е зацртано, ти имаш победа. Уште една дефиниција од филозоф Хабард за победа. Победа значи нешто кое што сме го искусиле како убаво нешто, нели, како кога сме победиле во некоја игра. Он вика победа е да сакаш нештото да го направиш и да го направиш, или да не сакаш нештото да го направиш и да не го направиш. Ете, сакаш нештото да го направиш, да го направиш, и да не сакаш нештото да го направиш, да не го направиш. Човеков сака да не пуши цигари. Не пуши цигари, победа има. Човеков сака денеска да отиде у теретана, зашто се влечка 3 месеци и не може да одлучи. Денеска отишол у теретана, победа му е. Сакал да го направи, не ќе да го направи, не го направил. Гледате, поентата е, ако човек врз база на акција или неакција, гледате, имате и неакција. Ако ти треба да направиш некоја акција и не си ја направил таа акција, исто така сносиш последици. Ако си направил акција која што е грешна, исто така можеш да слушаш последици. Луѓето цело време се плашат од последици. Што ако ја утнам, што последици? Абе луѓе, у животов мора да правиш нешто. Ако ја утнеш работата, превземи одговорност. Не ја давај на други, не ја оправдувај. Превземи одговорност. Се утнал работата. Океј, коригирај и играј пак. Зашто убавината на животот не е да гледаш по страна. Убавината на животот е да играш во играта на животот. Знаете, има различни играчи во играта на животот. Имате главни играчи и сега младиве деца имаат еден израз, они го викаат NPC, Non-Playable Character, или карактер кој што нема улога во играта. Non-Playable значи кој што не се игра. Во игрициве на деца, затоа што знам дека има повозрастни луѓе кои што можеби никогаш не играли игрици. Знаете, имате карактер кој што со джойстикот, со тоа контролата, нели, што го држат децата, па имаат даден тип на работи што ги стискаат. Сега, они со тие дугмиња го контролираат главниот лик, тој се вика main character, тој е главен лик. Ама има други ликови кои што се шуткаат наоколу, они не ги контролираат со копчињава, тие ликови. Тие се наоколу. Леви сметала, да ги речеме, ајде. Non-playable characters, значи тоа се ликови кои што не можеш да ги играш, не ги контролираш со овие копчињава. И тие ги викаат на скратено NPC, Non-Playable Character, или карактери кои што не можеш да ги играш. Сега у животот луѓе се карактери кои што не играат, или се главни карактери. Сега главниот карактер го гледаат како игра. Затоа е играч, не е публика. Дете, публикава секојаш мрчи. Ама кој игра? Главниот лик. Зашто? Затоа што има одговорност. Публикава плаќа да го гледа тој што игра. Ке дојат луѓето ке платат карти, па уште ги псујат. Ама тој стомак волкав, тој не може да протрча 3 чекори, он го псуе играчов, талентов што ќе утне еднаш или 2 пати топкава, ама 100 пати ги дај гол, те 2 пати ќе го псујат, мајка ќе му псујат, све ќе му псујат, ама тој волкав стомак има и не може да трча. Ама он нашол да збори. Човек прво ти ослаби. Ме разбирате, значи имате луѓе од публика кои што се секогаш експерти, ама никад не се во играта на животот. Тие мислат дека најмногу разбираат, а ништо не разбираат. Зашто, гледате, критичен, кој имате некој човек кој што не направил ништо, не направил никое дело, а цело време збори од страна. Ама и тебе ти е чудно затоа што го гледаш, си викаш овој човеков само е професионален муабетчија. Ама никогаш не прави ништо. Затоа што он сака да е по страна, затоа што нема одговорност, затоа што не сака да биде, затоа што не е креатор, зашто не е творец, зашто не е шампион. Знаете, зборот шампион доаѓа од збор кампио. Кампио на латински е борец. Кампус. Зборот кампус. Нели имаат кампуси на машински факултет, на медицински факултет, на економски факултет, кампуси. Зборот кампус е бојно поле. Нели гладиаториве порано се бореле во арените. Кампус. Кампио е шампион, борец, гладиатор кој што се борел на некоја арена. Гледате, кампусиве се арени, таму студентиве се борат со нејасни зборови, нејасни термини, со нејасни концепти, со професори катиль, кои што имаат контрасила, му се и така натаму не му се сила за него. И се, он се бори, окей. Ама и во животот, секој човек кој што се бори, кој што се труди, кој што сака, он развива мускули за живот. Зашто? Па затоа што креира, затоа што дава енергија. Ти да изградиш една куќа, мора да ставиш енергија таму. Да изградиш еден сон, да го изградиш својот сон. Ти мора да ставиш енергија таму. Сте ги виделе мајсториве што работат на куќи? Па тој е мускулест.
Не е млитав? Има секакви. Има и скачки, има и подебели, како и да, ама обично имаат мускули. Зашто? Работи, гради. Сега и ти во животот, ако твојата куќа е твојот сон, кој што сакаш да го изградиш, ако даваш енергија на тој сон, ти ќе станеш моќен, ти ќе станеш јак. Ти ќе станеш шампион. Затоа што даваш енергија кон некоја цел, која што сакаш да ја направиш. Ама ако си станал статиста кој пиша во сопствениот филм, Сања Јовичевиќ, вели статисти, точно. Ако човекот е статиста во сопствениот филм, ама ти си режисерот, ти си заборил дека си режисерот, не се ставаш себе си у главна улога зашто не си веруваш, не се ставаш у игра зашто ти си сега тренерот, не си веруваш, мора да почнете луѓе да се верувате. Мора да се верувате на себе, зашто ако ти не веруваш на себе, кој ќе верува у тебе? Ако луѓето видат у околината дека ти не веруваш во твојот сон, никој нема да верува тебе. Имате луѓе што не веруваат во вас, ама ако вие верувате во вас, ќе веруваат. Татко ми, Бог да опрости. Па и мајка ми повеќе веруваше. Татко ми, веројатно и веруваше, ама ви кажав, татко ми беше доктор по медицина. И он сакаше ја да продолжам. Ја бев првенец на медицински факултет, но кога учев медицина некаде 4-та година, кожно учев, и пишуваше дека голем број од болестите се психосоматски, психо и ум, сома е тело. Психосоматски болести се болести кои што умот ги прави на телото. И во кожно кога учев, прочитав дека огромен број од тие болести се психосоматски. И имаше многу познат доктор кожен, Коста Докче, Бог да опрости, татко беше пријател со него и кога се видоа, му викам, Чко Коста, викам, пишува дека 70% од болестите се од умот, вика 90% синко. Тоа 70% пишуваше, мислам дека во дал го пишува во книгата Дианетика, не знам, ама го прочитав и му викам 70%, вика 90%. Сине. Вика, сите овие што ги гледаш, кај него ординација бевме што чекаат, вика има од умот, тоа он го кажа. И сега јас знаев дека сакам да дознам за умот. Не само во кожно, и во многу други книги што читав, пишуваше етиологија. Етиологија во медицината е причина. Етиологија на болеста непозната. Етиологија на болеста непозната. Етиологија на болеста непозната. Што значи, не е изворот во телото. Сега, ако човекот не го владее умот и не ја владее својата енергија, психосоматски, значи психата ваша, го разболува телото. Тоа е психосоматска болест. Сега вашата психа мора да е во добра состојба. Гледате, психата на овие е добра состојба. Нагоре. Ако психата ти е убава и во добра состојба, све ти убаво. Знаете, многу е важно на кое ниво на емоциите сте. Затоа што ако сте на високи емоции, убаво гледате. Ако сте на ниски емоции, не гледате убаво. Ама дал гледате убаво или не гледате убаво, зависи од вас. И се целата поента е, ајде да ја зголемиме вашата енергија, ајде да направиме таа ваша енергија по-позитивна. Може би ви е клапнала енергијата поради некоја причина. Сакам да ви помогнам да ја опоравите. И тоа е тоа што го работам со луѓето. Може да ме побарате 078-261-771, тоа е мојот телефон, да закажете консултации. Помагам секојдневно. Допред малку бев во канцеларија. Секојдневно помагам на луѓе да ги подобрат нивните емоции, да ги подобрат нивните мисли, така натаму, така да јавете ми се доколку го сакате да направиме и вие да се чувствувате поубаво. Решенија има, но треба човекот да се потруди да ги најде. Има начин како човекот да се подобри. И тоа е целата поента моја. Сакам да им помогнам на луѓето како да ги подобрат нивните емоции. Да се вратам на муабетот, татко ми не ми веруваше. После тоа, кога почнам да држам предавање, татко ми викаше на нивните колеги и на нивните деца, праќете ги кај Жаре. И после татко ми праќаше луѓе на мои предавања, поради тоа што ја верува во себе и он почна да верува во мене. Мајка ми веруваше во мене, сестра ми секогаш веруваше во мене и благодарам ако е тука. Ама знаете што? На почетокот е многу важно луѓето да веруваат на вас, затоа што кога ќе успеете после сите да ја викат, абе верував во тебе. Не е така. Малку луѓе верувале во мене, среќа што ја верува во мене. Ја мислам дека имам уште многу работа да работам за да бидам уште поуспешен, е така да кажам. Ама ако ја не верува во мене, немаше да го живам овој убав живот да помагам на вакви луѓе какви што сте вие, кои што сакате да имате подобрување, затоа што јас стварно уживам во мојот живот и многу си го сакам, и го сакам ова што го работам. Јас сум тренер за личен развој и мотивацијски тренер. Така да сакам да ви помогнам да
да направите вие да бидете уште подобра верзија од вас, вие да бидете горди на вас. Така да можеме да работиме за тие што се од Скопје во живо да дојдете во мојата канцеларија, за тие што не сте од Скопје преку Viber видео повик, преку WhatsApp видео повик, така да има начини и дефинитивно убава комуникација и да не се фалам, ама стварно многу од луѓето се стварно задоволни, баш ме кеф. Така да оставам до вас, ама вие мора да верувате во вас за другите да веруваат во вас. Тешко е ако некој не верува во вас, полесно е кога луѓе многу веруваат во вас. За жал имате луѓе кои што помалку веруваат во себе отколку околината што верува во нив, тоа не е окей. Вие мора да бидете некој што најмногу верува во вас, па после околината. Ако околината повеќе верува во вас отколку вие самите, јавете ми се. Ако вие верувате во вас, а околината не верува во вас, можеби нема потреба да ми се јавите за тоа, можеби има потреба да ми се јавите за нешто друго, како полесно да дојдете до тоа што сакате да го постигнете. Искуствено да ви дадам решенија со комуникација, со подобар состојба на умот, со ослободите повеќе од вашата заробена енергија, затоа што тие стопови што ви зборев крадат дел од вашата животна сила и ве стопираат. И многу е важно човекот да ги спушти своите рачни, поради тоа што секој од нас е кола со огромна моќ, ама секој ги кренал рачните толку многу да уствари сега колава едвај оди. Ама едвај оди поради вас. Моторот е добар, само што вие имате кренато ручните. Гордана Арсовска, да, прекрасна фамилија, им стварно прекрасна фамилија и им сум многу горд дека сум дел од таа фамилија или дека нели моите родители беа мои родители, така да дефинитивно нашо јам добиено, а многу јам добиено од нив, се должи на нив. Како и да е, како и во секоја фамилија имало некои работи кои што ете како се јас со татко ми што кажам овој пример, ама во 99% од работите стварно биле прекрасни. Имајте убава вечер, се гледаме повторно во петок. Јас сум утре во Кочани, 18 центар за култура, 18 часот центар за култура Бели Мугри. Ако сте во Кочани или околината на Кочани, дојдете, ке зборувам за тоа како негативните мисли да бидат малку попозитивни и негативните емоции малку попозитивни. А средствата од донациите, влезот ќе биде по ваш избор. Кој колку сака треба да остави финансии. Дури ако не може да остане било какви финансии, може да дојде. Може да оставите 100 денара, може да оставите 1000 денара, може да оставите 5000 денара донација. Донациите ќе бидат наменети за фамилиите на трагично починатите. Така да, ете, тие што сте во Кочани или Штип или Виница или каде да сте, доколку сакате да дојдете, ве чекам. Србиновски фала. Поздрав, се гледаме во петок. Имајте убав ден. Чао, чао.